При самиот увид утврдивме дека дел од сообраќајните проекти кои што ги има порачана општина Центар немаат соодветна согласност од град Скопје и добиено решение од град Скопје пред се согласност од МВР, кои се надлежни за давање на согласност за сообраќајни проекти на територијата на град Скопје. Констелацијата политичка во општината Центар беше јасно дека е прашање на време кога ќе дојде на дневен ред темата паркинзите, односите помеѓу јавните претпријатија на градско ниво и на општинско ниво. Тоа прашање го покренав на една добра, одлична средба што овде имавме, која што е традиционална и треба и понатаму да продолжи помеѓу градот Скопје, јавните претпријатија на градот Скопје и службите во општината и представниците на урбаните заедници. На крајот на состанокот се договоривме дека ќе треба час поскоро да се седнат градоначалниците на град Скопје и на општинен Центар и директорите на јавните претпријатија кои што третираат проблематиката со паркинзите и да го решат проблемот, бидејќи наследивме една состојба која што не беше решена и која што беше, пак ќе кажам, под знак на прашање кога ќе излезе на површина тој проблем. Ние како советничка група исто ќе поддржиме дека и секогаш сме залагале со тоа што и во, можеме да кажеме дека и во нашата изборна програма беше вметнато дека ние сакаме граѓаните на општина Центар да имаат бесплатен паркинг. И тука мислам дека немаме спорни размислувања. Во овој момент, како што успеав да сватам од образложението на директорот, дека имаат проблем со ненавремени изготвени проекти. Сакам јас да го прашам, бидејќи рече селективно се постапувало, дали во мандатот на претходната директорка имало добиено допис од МВР и ургенција, ако имало, тоа значи дека не се постапувало селективно. Ако и таа била задолжена да постапи кон усогласување и именување на проектите, за да се добие соодветна дозвола за стопанисување на паркинзите, значи дека овој проблем постоел уште тогаш. На кој начин се реагирало тогаш, не можам да навлезам, бидејќи ние како советници не сме учествувале во менаџирањето на јавното предпријатие. Но друго сакам да дадам една сугестија и препорака. Денес ние директорот на предпријатието ни достави барање во кој што бара ние да го задолжиме градоначалникот да спроведе внатрешна контрола на актите кои се однесуваат на јавното предпријатие за јавни паркиралишта на општина Центар. И да донесеме одлука за времено продолжување со вршење на дејност стопанисување со јавни паркиралишта на територија на општина Центар. Јас реков и не сака никој да ме сослуша и да ме разбере. Доаѓате со раце во џеп, неспремни на седница, не знаете ни какви се прописите, ни што е, и ќе прашате овакво правна служба ќе ви каже и ќе импровизирате после. Као, ево, овака или онака. Ние, јас оној материјал што е дојден, немам право јас да му правам рецензија да кажам ова не чини. Било кој и од друга советничка група да стигне материјал или од било кој предлагач, тој мора да се стави на седница. Јас имам свој став. Меѓутоа, може и сум кажал овакво несогласување ако ме прашал некој. Меѓутоа, ја не можам тој материјал да го скинам и да не го ставам на седница. И после да одговарам на прашања, овој да ми каже, она да ми каже. Кој сака да праша, може во секој време да дојде да праша. И ќе добие колку што е можно по-целосен и по-квалитетен одговор. Меѓутоа, на седница да се прашува овакво, што значи, а нема никаков предлог. Нема, таа точка нема. Предлог за донесување одлука за ова. Што е тоа битно во ова? Дали е тоа законито или незаконито? Репликата на господинот од правната служба бевме спомнати како дојдени со рацете во џеп. Колку што мене ми беше тоа, мислам дека апсолутно не стои, не е долично за изјава на ваков собир. Ние, ако јас не сум дошла кај вас, дошле службите кои што работеле на составувањето на дневниот ред.
одлуките кои што се прилог од јавното предпријатие за паркинзи центар се викаме како информација. Тие не се одлуки кои што ние ги донесуваме. Овдека вториот, и последниот дел од дневниот ред да се превземат конкретни мерки за надминување на истата, тие ќе произлезат од расправата. Не дали е некој со рацете во џеп, дали некој не е во рацете со џеп.